Македонците во Албанија не се бугари, а напорите за признавање на непостоечко бугарско малцинство во Албанија го сметаме како фалсификат на историјата и на вистината, велат од партијата Македонска алијанса за европска интеграција, партија која ги представува интересите на македонскиот народ во Албанија. Градоначалникот на општина Пустец Едмон Темелко ја објави декларацијата до Европската унија од партијата во врска со резолуцијата на бугарските европратеници за напредокот на Албанија кон ЕУ, во која на нивно барање се потврдува постоење на бугарско малцинство во Мала Преспа, Голо Брдо и Гора. Партијата во декларацијата наведува Бугарија да не измислува бугари таму каде што не постојат, туку да го признае македонското малцинство во Бугарија. Во Албанија нема бугарско малцинство. Такво малцинство има во главите на бугарските официјални лица во Софија, кои продолжуваат со антимакедонизмот како официјална политика за негирање на македонскиот народ во целина. Партијата Македонска алијанса за европска интеграција прогрес извештајот за интеграција на Република Албанија во Европска унија, одобрен од Европскиот парламент, во делот каде се бара признавање на бугарското малцинство во Преспа, Голо Брдо и Гора, го смета како сериозно кршење на меѓународниот закон, универзалната декларација за човековите права и слободи, геноцид врз македонскиот народ и злосторство против човештвото. Се вели во декларацијата. Реакција на извештајот на Европскиот парламент имаше и од шефот на македонската дипломатија Никола Поповски, кој оцени дека европратениците ги ставиле своите лични цели пред европските вредности, што представува голема опасност за унијата. И поранешниот амбасадор Ристо Никовски верува дека со ваквите изјави се девалвира идејата за обединета Европа и порачува дека Македонија мора да делува поофанзивно при вакви слични напади. Повеќе здруженија на македонци од диаспората го осудија извештајот за напредокот на Албанија во ЕУ, со кој македонците во Албанија се потврдуваат како бугарско малцинство. На резолуцијата пак за напредокот, Македонија има поднесено вкупно 318 амандмани. Второто разгледување на предлог резолуцијата пред Комитетот за надворешни работи е закажано за 27 февруари, а на пленарна седница пред Европарламентот резолуцијата ќе биде дискутирана и за неа ќе се гласа кон средината на март.